Има збор госпоѓа Ласовска Благица. Повелете. Благодарам, председателе. Почитуван министер за образование и наука, колеги пратеници, Предлог законот за изменување и дополнување на законот за основното образование и измените кои што денес се на дневен ред ги дорегулираат процедурите, роковите и одговорностите кои ќе придонесат за унапредување на електронското екстерно тестирање. Електронското екстерно тестирање во Република Македонија годинава се спроведе по втор пат и ја има за цел објективноста на оценувањето на наставниците, на постигањата на успехот на учениците и истото беше успешно спроведено. При самото негово спроведување, односно при имплементација на законските како и подзаконските акти, се увиде потребата од дорегулирање на одредени прашања и истите денеска се на дневен ред. Сметам дека понудените предлог измени се сосема јасни и одат во правец на допрецизирање на некои прашања кои што чинителите во процесот на екстерното тестирање ги поставуваа и ги дебатираа. Сега, со усвојувањето на овие измени, доколку денеска ги усвоиме, сигурна сум дека и Државниот испитен центар, како институција која го спроведува екстерното тестирање, ќе има солидна законска регулатива за организирање и спроведување на овој процес, но и училишните комисии и самите наставници ќе имаат појасни насоки. Ова особено се однесува на додавањето на нов став во членот 71, како што објасни министерот, кој што гласи: на ученик кој не се јавил на екстерното проверување и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно потврда, доказ за учество на државен или меѓународен надпревар, му се запишува оценка недоволна 1 во свидетелството и оваа оценка влијае на општиот успех на ученикот. Со ова ќе се избегнат и обидите за неоправдано отсуство и манипулации во однос на оправданоста на самото отсуство. Почитувани колеги, ја поддржувам и измената во член 133 со додавање на ставовите 3 и 4, а кои се однесуваат на разрешување на директорот доколку не издаде решение за зголемување, односно намалување на платата согласно извештајот со резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците, објавен од страна на Државниот испитен центар. Во Република Македонија има околу 500 училишта, основни и средни, и од моје лично искуство знам дека додека трае процесот на електронското екстерно тестирање, има различни видови на одговорност и неодговорност кај председателите на училишните комисии, односно директорите. Само за појаснување дека секој директор на основно или средно училиште е и истовремено председател на училишната комисија која што е задолжена за спроведување на екстерното тестирање. Сметам дека ова законско решение значително ќе делува кон зголемување на таа одговорност и спроведување на сите процедури кои се неопходни да се спроведат во текот на процесот на екстерното тестирање. Поради ова, јас ги поддржувам предложените измени во Законот за основно образование. Истите овие измени се однесуваат и во Законот за средно образование, кој се следна точка на дневен ред. И ќе гласам за нивно донесување, а воедно апелирам до Министерството за образование и наука, до министерот како главен чинител, заедно со Државниот просветен инспекторат, да продолжат со надзорот за време на екстерното тестирање, за доследно имплементирање на законот, како би можел Државниот испитен центар навреме да ги подготви и организира сите активности за објавување на ранг листите, но и успешно да го спроведе електронското екстерно тестирање во јунскиот и во августовскиот рок. Ви благодарам. Благодарам и јас.